Благодарам, председателе, почитуван колега Таневски. Јас сум еден од новите пратеници што се вклучивме покасно во работата на Собранието. И неколку денови ги слушам излагањата на пратениците од парламентарното мнозинство, меѓу кое и вашето излагање. Од она што го слушнав во овие неколку денови и од вашите излагања може да се добие впечаток дека сите ние живееме во рајот на земјата, каде што се е средено и розово. Се е така добро спакувано во вашите излагања, сите тие пофалби за владата, за мерките и за се останато. Но сето ова надвор во реалноста е сосем спротивно. Граѓаните најдобро осетија на своја кожа колку владата е успешна во справување со ова здравствено-економска криза предизвикана од коронавирусот. За жал, ние сме на прво место во регионот, а можеби и во Европа, по смртност од коронавирусот. За компаниите и помошта што ја добија, испадна дека не е помош, туку заем. И дел од компаниите ќе треба да ги вратат парите. Јас доаѓам од приватниот сектор, исто како и вие. И сме најдобри сведоци за тоа дека мерките беа закаснати и недоволни. А за одредени гранки помошта воопшто не требаше да се прекини, бидејќи ние имаме одредени гранки кои за жал поради пандемијата воопшто не профункционира. Од тука и граѓаните и компаниите и сите што ги гледаат реално работите увидоа дека оваа влада е неспособна да се справи со овие предизвици. Тоа што е неспособна и не е така страшно, затоа што во државава имаме стручни луѓе, експерти, што можат да помогнат, а и ние како опозиција стоиме на располагање со конструктивни предлози како да им се помогне што подобро на граѓаните и на стопанството. Страшно е тоа што оваа влада е незаинтересирана. Тука е проблемот. Затоа што единствен интерес им е како да ги натоварат тренираните магариња со парите од граѓаните. И тие пари да завршат во приватни џебови, а не таму каде што се најпотребни. Како планирате да излезете од економската криза, кога ги намаливте капиталните инвестиции за 90 милиони евра од првично планираниот буџет? Единствен излез е да се вложува во инфраструктурата. Но за жал, вие и тие инфраструктурни проекти што беа во фаза на реализација ги стопиравте или на нив недоволно се работи. Таков еден инфраструктурен проект е и автопатот Кичево Охрид, на кој не се работи ништо, а за 3 години за истиот се дозадолживте за уште околу 300 милиони евра, а не изградивте ниту 3 километри, со изговор дека трасата била сгрешена и слично. Па, почитувани колеги од парламентарното мнозинство, да ви кажам една работа. Не е сгрешена трасата, туку е сгрешена владата. Благодарам. Ви благодарам. Лазе Таневски, контрреплика.